Исламските верници треба сами да си одлучат кој ќе им биде лидер, бидејќи државата не може да се меша во религиозни работи. Вака премиерот Зоран Заев ги коментира актуелните превирања во исламската верска заедница. Тој вели дека нема да ги коментира судските одлуки за ИВЗ, бидејќи според него тоа би можело да се толкува како политичко мешање. Ниту сум помислил, ниту ќе помислам, ниту било кој треба да помисли од политиката да се меша во верските заедници. Навистина, секуларниот карактер на државата е прво тука присутен, второ тие си имаат своји закони, устави на нивното организирање и треба да се почитуваат таквите закони. Реагираа и од Комисијата за односи со верските заедници. За нив клевета биле обвинувањата на реизот Сулејман Реджепи, кој рече дека Комисијата и владата се вмешани во последниот скандал со ИВЗ. Комисијата за односи со верските заедници ниту незиното раководство на ниту еден начин не е вмешана во последните случувања и превирања во ИВЗ. Задржувајќи го личното и институционалното реноме на високо ниво, нема воопшто да се впуштаме во понатамошна комуникација со лични дискредитации и инсинуации. Осуда за случувањата во исламската верска заедница упатија и од ВМРО ДПМН. Од таму велат дека мешањето на државата во внатрешните работи на верските заедници е тотално неприфатливо. Да се потсетиме само дека во минатото подпредседателот на Заев, подпредседателот на СДСМ, даваше квалификации за челникот, односно поглаварот на ИВЗ, каде што го нарекуваше резил, зло, заштитена мечка и слично. Оваквото мешање најостро го осудуваме уште еднаш и очекуваме дека надлежните институции, кои всушност дојдоа по нарачка и го оствари она што го гледавме вчера, дека ќе се повлечат и ќе ги преземат сите мерки за расчистување на овој случај. За вице-премиерот Бујар Османи ова е скандалозен и срамен чин на упат врз автономијата на ИВЗ. Тој ја повика државата да ги преземе сите мерки за да ја гарантира независноста на верските заедници. Скандалозен и срамен чин на упат врз автономијата на уставно загарантираната автономија на верските заедници, во овој случај на исламската верска заедница, и затоа државата треба да ги преземе сите мерки за да ја гарантира оваа независност и оваа автономија на верските заедници, вклучувајќи ја и исламската верска заедница. Од пратеничката група на ДУИ во парламентот вчерашната судска одлука за ИВЗ ја оценија како апсолутно неприфатлива и побараат длабоки реформи во судството. Од Алијансата за албанците пак велат дека поглаварот на ИВЗ лично потврдил и подолго време бил инструментализиран од политиката и како таков велат не заслужува да ја врши неговата должност. Од партијата на села додаваат дека ваквата судска одлука донесена помеѓу два изборни циклуси отварала сомнежи од и повторно целта е ИВЗ да се користи за политички цели.